Добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ, вие гледате поинакви вести на Слободен печат. Ја испратив до врата и реков, се слушаме мама подоцна. Тоа беше последен пат да ја видам. Зореца Ѓорчевска, мајката на Вања, преку својот адвокат до судот достави емотивно писмо во кое ја сподели неизмерната болка. Овој процес не е само за Вања. Во оваа судница се суди за правото на секое дете да расте, да живее, да сонува. Не дозволувајте вакво злосторство да се повтори. Во писмото таа ја опишува Вања како љубопитно девојче кое ги знаело знамињата и главните градови на сите држави во светот. Сакало историја, музика и живот. Детето кое го одгледував со љубов, со грижа, со соништа. И тие соништа сите до еден се одземени, со ладнокрвност, со злоба, нечовечност. Слушнавме различни теории на заговор, политички прогони, местенки, многу приговори, но за жал еден факт останува непобеден. Вања ја нема. Стои меѓу другото во писмото. Писмото завршува со директен апел. А јас сега молам за правда, правда за Вања. Не сум го сторил тоа зашто ме товарат. Ве молам да ми дозволите и јас да осетам малку правда, рече Васил Јованов кој смртно ја прегази Фрусина. Тој вчера беше одново суден за обвинението поврзано со трговија со дрога. На Јованов Скопска апелација му ја преиначи казната во предметот за трговија со дрога од воспитно поправен дом во ефективен затвор од 3 години и 10 месеци, без да биде присутен ниту тој, ниту неговиот адвокат. Затоа Врховниот суд го врати предметот на апелација на повторно одлучување. Добра одлука е Васил да оди во воспитно поправен дом, смета неговиот адвокат Панче Нефтенов. Со тоа му се дава шанса на млад човек да ја увиди грешката и да биде рехабилитиран. Но не го дели мислењето со јавната обвинителка на Вишето јавно обвинителство Фатиме Фетај, која го застапува предметот пред апелација. Самиот факт дека обвинетиот не ја признал својата вина пред судот и доброволно не ги прифатил последиците на своето однесување, со што би покажал кајање за стореното дело, зборува за неговата свесност и истреност како млада личност да се занимава со продажба на наркотична дрога во станови специјално изнаемени за таа намена, што е доволна слика за неговата ниска морална свест и лукративни побуди на лесен начин да дојде до профит на незаконит начин, рече Фетај. Струмичката полиција го пронајде и приведе лицето осомничено дека синоќа физички нападнало малолетно девојче и го ограбило. Жителка на Струмица вчера пријавила во полиција дека незината малолетна ќерка била физички нападната и ограбена од непознат маж. Полицијата најави и на тамошни активности за подигнување на безбедноста во урбаните подрачја, особено во ноќните часови. Државната администрација за само 5 месеци изела цели 3 милиони евра само во нови договори за телефони и претплата. Државни институции, општини и нивни органи, агенции, јавни предпријатија, болници и училишта. За само 5 месеци досега склучиле договори од 175 милиони 199.882 динари или 2,9 милиони евра државни пари. Сумата потрошена во овој период за претплата и мобилни телефони на државна сметка е многу поголема од тие 2,9 милиони евра, ако се има предвид дека ова се само договорите склучени со мал дел од стотиците државни органи и институции. Во анализираните договори има само 3-4 општини и само неколку јавни предпријатија. Ги нема другите општини, министерствата, има само една агенција, неколку болници, а ги нема и државните факултети. Тука ги нема ни пратениците, ни судиите, ни обвинителите, како на МВР, кое има околу 12.000 вработени. Со тие претплати и услуги кои се склучени претходно, сумата е неколку пати поголема, пишува порталот СДК. А се живеели со брзи кредити? Судејќи според бројките, колкави суми се земени, веројатно македонските граѓани се потпираат на брзи пари. Но алармантна е бројката дека од цела земена сума лани не вратира дури 1,2 милиарди денари за брзи кредити од групацијата за нефинансиски друштва. Се децидне дека во последно време не се забележани случаи на измами конкретно на постари лица кои се жртви на злоупотреба од нивните блиски, деца или внуци. Ова бидејќи во минатото и почесто
во градовите во внатрешноста имало случаи кои пензионери биле мамени да земат брзи кредити од неколку друштва и тоа на дневна основа, а потоа мачеле мака со извршителите. Или наместо брз кредит, размислувате за дополнителна работа. Дополнителна работа не е срамота, што би рекол новиот гувернер на Народната банка Трајко Славевски, кој самиот кога живеел во Америка кажа дека работел во супермаркет. Според него, во Македонија се извртело значењето на минималната плата. Таа во ниту една земја во светот не гарантира дека со неа може да се издржува 4-члено семејство, вели тој. Лидерот на Левица, Димитар Апасиев, вчера објави убави вести на социјалните мрежи. Тој соопшти дека се породила неговата сопруга Тамара и дека по втор пат станал татко, откривајќи дека добил ќерка и дека таа ќе го носи името Сара. Апасиев објави фотографија со сопругата од болница. Тој и сопругата го имаат 5-годишниот син Исак. Повеќето угостителски објекти во Скопје немаат одобрение за летните тераси. Општините ќе ги уриваат, но не кажуваат кога. Сите оние што си присвоија јавен простор повеќе од дозволеното, затворија премини и го попречуваат движењето на луѓето. Сега со право стравуваат дека терасите во кои вложиле многу пари ќе им бидат урнати. Вакво нешто веќе се случи во Струмица, а во Скопје градоначалниците се уште ги толерираат и им даваат време на угостителите сами да си ги отстранат неправилностите. На темата работеше Анита Стојковска. Македонија ќе го загуби секој 10-ти жител до 2050 година. Но во иста кошница се и Албанија, Србија и Босна и Херцеговина. Иселувањето го пустоши Западниот Балкан. 4 држави се класифицирани во групата на првите 20 земји во светот со најголем пат на населението, но и како жаришта на депопулација во Европа со ниски стапки на наталитет и поголема емиграција од имиграцијата. Студијата на Армас процени дека помеѓу 2020 и 2050 година населението на Македонија ќе се намали за 11%. Првото место на листата на земји во ризик доаѓа не само поради падот на наталитетот, туку и поради високото на ниво на миграција што традиционално ги карактеризира земјите од овој регион. Дали Израел наскоро ќе го нападне Иран? Израел наскоро би можел да го нападне Иран, предупредуваат американски и европски представници. Потек што дополнително би го дестабилизирал Блискиот Исток и би ги загрозил обидите на администрацијата на Доналд Трамп дипломатски да го спречи Техеран да развие нуклеарно оружје. САД предвидуваат дека Иран би можел да возврати со напад врз одредени американски локации во соседен Ирак, што е дел од причината зошто претходно им советуваа на американците да го напуштаат регионот. САД им нареди на амбасадите да го напуштат Ирак поради растечките тензии. Дипломатското повлекување на САД се случи откако Иран се закани дека ќе ги нападне американските воени бази во регионот доколку избувне конфликт, додека Доналд Трамп рече дека е помалку уверен во постигнувањето нуклеарен договор. Подготвен сум да го продолжам рокот за завршување на трговските преговори по 8 јули, вели Доналд Трамп. Но американскиот претседател е убеден дека тоа нема да биде потребно. Трговските преговори на САД продолжуваат со околу 15 земји, вклучувајќи ги Јужна Кореја, Јапонија и ЕУ. Голем мурал на балкански рис од вчера ја краси фасадата на театар Комедија во центарот на Скопје. Уметничкото дело беше откриено во организација на Македонското еколошко друштво, како дел од одбележувањето на Светскиот ден на рисот. Балканскиот рис е една од најретките диви мачки во Европа, со помалку од 50 преостанати единки. Најчесто живее во Националниот парк Маврово и неговата околина. Македонското еколошко друштво речиси 2 децении работи на негова заштита, а во април годинава објави дека поставиле радиооколувратник на 15-тиот рис. Младата шарена женка Зора тешка 15,5 килограми.
Денешните генерации исто така не може да сватат дека Југославија во тие 80 години беше трета европска музичка сила во Европа. После Италија и Англија, германци беа со свој шлагер, беа и таквиот вкус кој го имаат, беа зад југословенската сцена. Бројот не попусто. Во големите списанија како New Musical Express и Melody Maker беа одвојувани по неколку страници за југословенската сцена. Значи, тај нив им беше чудо. Дали ќе одите годинава на одмор? Да. Моментално не, затоа што дојдов ново работна позиција, така да морам да се покажам летово, така да после летово, као октомври некаде. На одмор планирам. Обавезно. Па може би. Па да ви кажам, имаме една мала кутичка така во Љубаништа, таму престојуваме. Инаку одмараме како пензионери со мажот ми на планина сега од мај до ноември негде таму, така да многу лабаво и кај ќе ни текне така можеме да тркнеме, да прошетаме така. Дали ќе одите на одмор годинава? Да, Каде ќе одите на одмор? во Грчка. Планина. Па сега за почеток на Насе море, а после ќе видиме во септембар покасно негде на планина, на некој бања и така. Обично јули месеци, Грчка и Црна Гора и тако тоа. Први пат сум овде код вас. И морам да кажем да сам одушевljena. Што се тиче уопште, никад не сам била, само сам слушала и све похвале. Пошто обој радимо стресен посао, пола-пола. Одимо на море, па онда мало на планину, ако е Црна Гора, онда одвојимо бар 2-3 дана мало на планину. Ако е негде где планирамо да одемо мало, onda tipa volimo uglavnom da je to naše područje, jer mislim da od Balkana ipak nema lepše, zaista po meni. Дали преферираш планински одмор или пак покрај море или езеро? Па зависи, така да и планина и море е убаво сепак. Кога бев млад, секој го не покрај море и езера, сега преокупација ми е планината чисти од воздух. И море и планина, за мене е поубаво планина, ама за да се задоволат другите членови на семејството, мора и на море. Подеднако ги ценам и едното и другото, само што сега е сезона за на море, а у септембар месец можеш и на море и на планина, затоа планираме да идеме горе. Кој место во Македонија би го одбрала за летен одмор? За летен одмор. Охрид и овие езерата се традиционални, само пошто гужвите се големи, а ако сакаш одмор, негде на планина. Најногу би сакал, например, Јован Бигорски и Јоаким Крчего горе на планините, кај што ми се овие манастирите и тоа. Таму стварно има одмор, ако е за одмор, ако е за да те видат и да ги видиш, онда Охрид, Струга и така, тоа. Пехчево. Тоа е идеално место, едила на надморска висина 1000 со прекрасна природа и со прекрасни луѓе. За летен туризам Македонија тешко, а планина само Галичник. Тоа Охрид најверојатно. Има и добри места и во Македонија, ама приликите се такви да мора да се отиде до Грција на море, тоа ни е најблиско. Во Македонија прво многу го сакам Охрид. Охрид ми е вака во душа. Меѓутоа би можеле, преспа ми е многу криво што навистина ја запустевме, да речам, не знам. Сме престојувале и таму сме одмарале и дојран е многу убав, сега е онака среден, малку ни е топличок. Ама може да се најде навистина. Ние си ја сакаме Македонија, макар да и сме оделе и во подалечни дестинации, нема проблем, ама си ја сакаме. Цела ни е убава, само да ја чуваме. Гледавте уште едни поинакви вести на Слободен печат. Повеќе информации побарајте на нашиот сајт.